Расте бројот на вонбрачни деца во регионот. Дури 19% од новородените лани се плод на љубов надвор од брак. Лани во општините од Брегалничкиот реон се родиле 1452 деца, од кои 130 биле заведени во графата вонбрачни. Ова за социолозите е посебна тема за анализа и според нив причините за зголемениот број на вонбрачни деца се следните. Младите се уште не се доволно упатени во користењето на контрацептивните средства, од една страна, од друга страна, можеби тоа е причина за да се стапи во брак. Младата мајка веројатно очекува дека со раѓањето на детето ќе дојде до склопување на брак. Главно станува збор за деца од ромска националност, чии родители не се во официјален, туку во брак признаен само од верата. Најповеќе може да има такви вонбрачни деца поради неинформираност или поради незамареност. Од немање пијат, прават, доаѓа домот и така со својата сопруга спијат и не размислуваат народот. Може да земат пари. Па и за пари, да. Дали ваквата состојба овие деца ги става во подредена положба во однос на сите останати, кога во прашање се нивните законски права? По законот за семејство, децата родени во брак и децата родени во вонбрачна заедница имаат еднакви права, што значи родителите треба да ги издржаваат децата до 26 години, како оние што се родени во вонбрачна заедница, така и оние што се родени во текот на бракот. Идентична е состојбата и кога во прашање е исплатата на надомест за трето дете. Добиваат по 8.000 денари месечно, можеби тоа и некоја сигурно се влева на родителите, меѓутоа они не водат сметка за тоа дали се во брак или вон брак, битно е да се обезбедат тие средства за екзистенција. Инаку, на ниво на Европска Унија, процентот на вонбрачни деца се движи од 40 до 60, покажуваат најновите податоци на Евростат. Таму, 3 од 5 деца се раѓаат како резултат на врски кои не се законски официјализирани.